Мисовски, се вратиме на темата. Че говориме за ребаланс на буџетот за оваа година, буџет кој што оваа влада го испланира, тоа да не заборавиме, бидејќи многу често сакаат да се вадат на претходната влада што направила или што не направила. Овој ребаланс, вака гледајќи, од авион се гледа дека е доказ за една неспособна и една неефикасна влада. Зошто тоа го велам? Прво, општо да кажам за ситуацијата во економијата во Република Македонија. Има фактори кои што влијаат на секоја економија, кои што се надворешни фактори, и тоа има и внатрешни фактори кои што секоја влада треба да проба да ги менаџира. Внатрешни фактори за менаџирање и кои што се катастрофални и кои што всушност се доказ дека економијата не ни оди, се катастрофалниот пат на странски инвестиции, значи во првата половина помалку 80%, катастрофалната реализација на капитални расходи, неизвестната даночна политика и што е најстрашното, недовербата на економијата, тоест на економските субјекти заради коруптивните скандали кои што се одвиваат во Република Македонија. Што резултати има оваа влада во оваа година, во овие 9 месеци? Една влада најмногу се цени и се вреднува врз основа на што направила. Не што рекла дека ќе направи, туку што направила. Оваа влада во овие 8-9 месеци од ветените 420 милиони евра капитални расходи реализирала 120 милиони евра. И сега ние да очекуваме дека до крајот на годината ќе направат нешто, кога градежната сезона помина. Оваа влада успеа за 2 години од кога е на власт да дополнително да ја задолжи Република Македонија за повеќе од 600 милиони евра. Ке речите задолжување, секоја економија, секој домаќинство на еден начин преку кредити го финансира својот развој. Точно е тоа. Меѓутоа, за да земиш 600 милиони евра, треба и нешто да направиш, да биде оправдано. А претходно ви кажав дека всушност ништо не направиле. 28% или 1/4 од тоа што го ветиле за патишта, за училишта, за болници, за реконструкции, за само 1/4 направиле. А се задолжиле дополнително 600 милиони евра. Оваа влада, бидејќи е неспособна, бидејќи генерира таква економска клима и недоверба кон системот, е доказ и тоа што од предвидените вкупни приходи кои што треба да влезат во буџетот на Република Македонија, фалат 166 милиони од реалниот сектор. Тоест, ако продолжи со ова темпо, ќе фалат 250 милиони евра до крајот на годината. Значи, предвиделе една сума, 250 милиони евра им фали на приходната страна. И, ако направиме една едноставна математика, ако сакаме да бидеме по-едноставни во муабетот, министерката во нејзиниот говор кажа дека за наредната година ќе ни требаат околу 500 милиони евра по однос на враќање на стари долгови, финансирање на работата на институциите и така натаму, плюс овие 250 милиони кои што не можете да ги приберите, таа сте ги планирале, идеме до 750 милиони, плюс 500 милиони кои што намеравате да се задолжите на криминален начин за да изградите клинички центар, ќе дојдеме до ситуација да вас година ќе ви фалат или ќе ја задолжите државата за 1,250 милиони евра. И за тоа ќе разговараме кога тоа ќе се случува за буџетот за наредната година. Веќе спомнав странските директни инвестиции, дека се на катастрофално ниво. Веќе
се гледа дека нема никакви градежни активности, меѓутоа да не биде само муавет дека нема градежни активности, тоа може да се подкрепи и со бројки, дека бројот на издадени градежни дозволи во оваа година, тоест во овој период, е помал за 2,2% од бројот на издадени градежни дозволи минатата година. Ке речите, шо се 2,2%? 2,2% сега, 2,2% наредниот месец, 2,2% на другиот месец. Тоа е резултат на немање на градежна активност. Се фалите дека бруто домашниот производ пораснал. Па пораснал кога минатата година имавте 0,7%. Споредено со него ќе порасне. Меѓутоа, важно е што тоа значи со бруто домашните производи во нашата околина. Имаме убедливо најмал бруто домашен производ. Или ако споредиме 2006-2016 во тој 10-годишен период, просечната стапка на бруто домашниот производ беше 3,2%. Или СДС на власт, во овие две години, 2017-2018, бруто домашниот производ е 1,45%. Или 2,2 пати помал, или 2,2 пати помала динамика на развој на економијата. Да не заборавиме, велевте кој ќе дојдете на власт, ќе има минимум 5% бруто домашен производ. Многу работи ветувавте, меѓутоа многу малку реализиравте. Сега, и вие сваќате дека работата не оди, и што треба да се направи да се подобри. Место да смислите нешто продуктивно, место да се фатите за работа, да ги реализирате капиталните расходи, вие се фаќате со популистички мерки. Една од мерките која што толку ја фалевте е проектот Мој ДДВ. Прогнозиравте 50 милиони евра повраток на парите кон граѓаните, па секе цветало, сите ќе биле среќни и весели. Со ребалансот, таа сума ја проектирате на 5 милиони евра. Една десетинка. Нешто, значи, тука нешто има. Проектот минимална плата. Исто така, со ребалансот, ја намалувате на една десетинка предвидени буџетски средства за подршка на тој проект. Проектот помош на општините. Имавте минатата година пари, бидејќи ништо не работите, а веројатно нити знаете да работите, да изградите. Што ќе му правите на парите? Дајте ќе му дајме на општините. Проектот кој што го најавувате, субвенционирање на придонесите за просечна плата. Да ве прашам, зарем не викавте вие дека пензискиот фонд, здравствениот фонд не треба да се финансира со дотација од буџет? Што е овој проект? Не е ова дотација од буџет, само со друго име и со друг назив. Баш кај што нема да даде никаков ефект. И што е најстрашно, излегува премиерот и го најавува овој проект со зборовите: доста фирмите даваат плата во плик на рака, на овој начин ќе ги присилиме, тоест ќе им помогнеме да платат придонеси. Место да се стегнете како држава преку Управа за приходи и Министерство за финансии, да најдете начин да ја сузбиете сивата економија, вие уште му помагате на тие што се занимаваат со сива економија. Неколку работи ви беа полни, да речам, устите пред да дојдете на власт. Една од работите беше заштита на животна средина. Да не заборавим, за оваа година имавте предвидено 4 милиони евра за програмата за унапредување на заштита на животната средина. За среќа тие 4 милиони не ги ребалансиравте, не ги намаливте, единствено нешто добро. И за 4 милиони евра да направите нешто за заштита на животна средина, стварно не ми е јасно што би можеле да направите. Дури испротивно на тоа, конкретно за град Битола, проектот за топлификација на Битола, Новац и Могила, проект за кој што беа обезбедени средства од КФВ банката, направен главен проект, извршени студии, мерења, извршени преадаптација на котлите во рек Битола, за да можат да одведат, тоест да земат енергија, да ја претворат од топлинска енергија, да ја испорачат до градот.
И тоа беше завршено. Со еден збор требаше пред 2,5 години да опуштите багерот и да ја копа главната линија спрема Битола, го стопиравте. А мене ми се чини дека сите сте свесни дека на еден начин, ако има топлификација во Битола, тогаш луѓето нема да бидат приморани да се греат на се и се што, и нормално, на поевтино гориво, на дрво, на јаглен и така натаму, тоест помалку ќе загадуваат животната средина. Место да играте со проекти за лепење на лепници на колите, дали загадувале или не ga задувале, место да давате субвенции за стотина семејства да купеле инвертер клими или да нешто слично, вие проект кој што има огромно влијание на заштитата на животната средина, го стопирате. Без никакво образложение. Нема никаква информација зошто проектот застана. За жал. Друга мерка кој што, или друг израз, друга област за кој што вие толку многу се залагавте, беше транспарентност. Вие кои ќе дојдете на власт, ќе видите транспарентни, секој има на увид на јавноста, ништо нема да биде скриено, и така натаму. И тоа јас ќе спомнам две работи кои што сметам дека ќе покажат на граѓаните како вие ја терате и како ја сваќате транспарентност. Пак ќе го спомнам проектот помош на општините. 50 милиони евра поделивте по општините. Ви кажав зашто, бидејќи не знаете како да ги употребите, не знаете што да изградите и најлесно вие поделите му ги на општините. И при тоа користите прилика да продуцирате или да протежирате можност за огромна корупција. Тогаш го зборувавме кога беше законот, меѓутоа сакам уште еднаш да спомнам. Начинот на санација на долговите на општините беше со јавен повик, кој ќе се пријави, кој ќе понуди поголем дисконт за да си ги добие заслужените пари. Баш кај што тука се ствара можност за директен договор на градоначалниците со фирмите на кои што им борчат, да се пазарат за колку пари треба да добијат дисконт, а во пазарот има можност за се. Баш втора работа, имаме нееднаквост на оние општини кои што си биле домакини претходно и си не дозволиле да општината, зборам на раководството општински, не дозволиле општините да заглават со големи борџеви. И сега испаѓа дека тие кои што си биле домакини, дајте ќе му ги земеме парите, бидејќи овие се пари од буџетот, од сите нас, имајте го предвид, ќе му ги земеме парите и ќе ги наградиме тие што не биле домакини. И плюс ќе им дајме можност да договор во 4 очи. Втор пример за кој што зборува за вашата транспарентност или како ја сваќате транспарентност. Штом се спомне финансиска помош, инвестиски фонд за иновации и така натаму, одма прво иди проектот кој што го теравте за делење на пари на ваши блиски луѓе преку фондот за иновации. И кога тоа се обзнани во јавноста, за парите поделени преку законот за финансиска подршка на предпријатија, нема никаква информација на кои фирми им се доделени. 30 милиони евра. Неколку пати од собраниска говорница повикавме да ни се кажат имињата. Имавме пратеничко прашање на кој што добивме одговор, како не ти е страм вакво прашање да поставуваш, да те видам, постави го прашањето надвор од собраниска говорница, и то директно од председателот на влада. Имавме прашање, тоест барање преку законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, подпишан од пратениците. Колегата Драган Цуклев неколку пати за тоа има зборувано. И се уште до ден денешен нема информација на кои фирми се доделени тие пари. Ево, поминае 6-7 месеци. Која транспарентност зборувате ви? Или поучени од тоа што се случи и реакциите на јавноста, кога се дознаја имињата на фирмите и луѓето блиски до вас, кои што ги зедаа парите преку фондот што беше за иновации, сега си рековте поарно
Да ќутиме, него ли да излезат на виделина имињата на нашите фирми. За жал, луѓе, оваа влада, а вие како парламентарно мнозинство имате директна учество во тоа, директна одговорност бидејќи ја поддржувате оваа влада, освен со коруптивни скандали, со ништо друго не знае да се занимава. Пак ќе повторам, колку една влада е успешна се гледа по тоа што направила, што оставила зад себе. Болници, патишта, училишта, градинки. Еден објект немате направен. За жал. Пак ќе кажам, за жал на граѓаните на Република Македонија. Се некоја бројка сакам да кажам од ребалансот, што така ми падна во очи, што намалувате и што зголемувате. Најважното да речем. 53 милиони евра намалувате капитални расходи, а зголемувате 69 милиони евра тековни расходи. Значи не ви бидва за градење, намалвате 53, таму се парите, ќе ги префрлиме, ќе си ги поделиме меѓу нас за тековни расходи, плати, струи, води, патни, ова, она и така натаму. 218 милиони денари намалувате во образованието. Значи изградба на училишта, спортски сали и така натаму. И то не е само оваа година. Трет буџет поред кај што намалувате со ребаланс. А не ли се залагате? Дајте да ни останат младите тука. Дајте да створиме услови за подобро образование. Дајте да створиме услови за подобра економија. Не ве бива за економија. Штом не ве бива за економија, очигледно нема потреба ни од образование во државата. Зошто е луѓето да учат да работат? Зошто? Ко нема ни да се гради, ни патишта, ништо, парите си ги делите меѓу вас, нема потреба да учат луѓето. 218 милиони денари намалувате во образование. 100 милиони денари намалувате во инфраструктура за тризовите. Нели така ќе привлеквате странски инвеститори, или тој поим за вас не е познат, така да многу и не се секират. 27,6 милиони евра намалувате за железничка инфраструктура. Ево, пред некој, колку има, 2 недели, 3, доживеавме да Македонија биде меѓународно изолирана на железничка сообраќај. Меѓународниот воз кој што одеше од Република Македонија нагоре спрема Србија, поќе не сообраќај. Нешто да се загрижите, да речете, дајте луѓе, што треба да се направи да подобриме инфраструктурата, да. А ето, благодарејќи на минатата влада, се набавија железнички композиции, меѓутоа треба да се вложи понатаму. Тоа е еден сегмент. Благодарејќи на минатата влада, се реконструира и некои од железничките станици. Меѓутоа, нели не може се да се стигне, барем вие вложете во реконструкција на пругите, да можат тие нови современи возови да можат да возат побрзо. Ако се проектирани да возат брзо, возат споро заради тоа што пругите не се во ред. И ич, око не ви трепнува. Да резимирам. За жал, овој ребаланс, пак ќе кажам, за жал за граѓаните на Република Македонија, за вас како парламентарно мнозинство и владата како влада, тоа си е ваш проблем, ич многу не ме секира. Меѓутоа ми е жал, за мене лично, за моите деца, за граѓаните на Република Македонија, тоа што ни се случува. Овој ребаланс на буџет е доказ дека оваа влада е неспособна, оваа влада е неефикасна, оваа влада, освен популизам, продавање на магла за транспарентност, ништо не работи, нема никакви резултати и бара само начин како со популистички мерки да успее да си го продолжи животот, тоест да си продолжи да владее со државата. Еден заклучок, што побрзо оваа влада се тргни од позиција да ја води државата,
подобро ќе види за сите граѓани на Република Македонија. Благодарам. Реплика пратеник од Костадинов Костадин.